Другари, здраво на сите. Поздрав до Криптореволуция. Много луѓе ми пишаа, другар вик, знаеш што ми е најинтересно? Значи, кога ќе објавам видео да не ми пишуваат и уште толку почнат да ми пишуваат. Ама уствари не за крипто, туку за комплетно други теми. Другари, кога ќе речам дека немам време, значи мислам за сите теми. Не, не, например, кога ќе речам дека немам време за крипто, не значи дека за други теми. Значи, другари, јас за тоа имам групи. Значи, групата е Криптореволуция, другата група е Мистерии. Значи, тука да дебатираме, кога постирам за Мистерии, да дебатираме тука. Кога постирам за Криптореволуция нешто, пишете у коментар, не се срамувајте. Кога пишам како се вика, мислам, кога објавам видео на YouTube за крипто, пишувајте коментари тука. Значи, тука многу побрзо ќе ги прочитам коментарите, никој не ве знае кој сте и побрзо ќе дебатираме. Значи, не значи дека ја ако ви кажам луѓе немам време за пораки, не значи дека нема тука да ги одговорам. Тука многу побрзо можам да ги видам. Пошто ми стигат известувања на Messenger, ми се исклучени известувањата и толку многу луѓе еден истмобет што више е направено у видеото е одговорен, тоа се претечно и нови членови, а старите членови па нон-стоп имат какво каже го дебата за мистерии. Луѓе, имам група, тука објавувам што мислам, па и дури на самиот Facebook кај мене исто објавувам и таа може нешто да пишете. Дај брат, излезете од тие приватни пораки, не можем да постигнам, јас сум тип што може да зборе 10 години без престан. Едноставно не можем да запомнам со кој додека сум со мобето. Јас сум еден, од другата страна, тие илјадов више не постојат. Паднаа на околу 100 и нешто луѓе, па е многу луѓе. Значи, замислете си, ја на сега да отворам пораката да прочитам тие реферати и да одговорам, ја просто не можеш да ги читам пораките. Затоа гледате враќа ми voice. А па луѓе докато ќе ми пратат voice од 5 минути 10, замислете си брат, ја на 30 луѓе да седам и да слушам по 5-10 минути ово. Че ја ќе немам време за bull market. Значи, луѓе, престанете да ми праќате приватни пораки. Држете се на YouTube, која е темата тука. На Мистерии која е темата таму. На Facebook што сум постирал таму. Престанете луѓе да ми праќате пораки, не можам да ги одговорам. Значи, дека бев. Кога ќе ми прашат 100 луѓе, брат како си? Замислете си, ја треба да седнам и на 100 луѓе да ги пишам како може да видам луѓе. Значи, како не нападнат во земјани, ќе објавам видео. Супер сум.Увај дел сум виш тука. Оваа фаза. Значи, луѓе, ја ве разбирам, нели, дека сакате да комуницирате, да дебатирам, ама не можем, другари, не можем да постигнам. Значи, едно време постигнув, сега веќе не можем. Bull market и треба да пратам чај забрив да ставам. Викам денеска нема да снимам видео, пошто што ќе снимам видео? Знаете, купувајте, трупајте, ама човече само ми стигнат известување. Брат како си, брат супер ли си, брат добар ли си, брат поздрав, другари поздрав до сите. Не можам да ви одговорам на 100 луѓе секој ден, брат добар ли си. Значи добар сум. Добар сум, ако не сум ќе објавам, другари. Супер, чисто ви снимам едно кратко видео, нема да е повише од 15 минути, оваа фаза сум. До тие 100 луѓе што кога ќе дојдем у Македонија, ќе се собереме, ќе се дружиме, ќе издебатираме. Ока друга работа. И да земам да седнаме, да ги врнам на сите пораки како си, шо си, како си. Луѓе почнеме одма, знам вие финтата, значи не завршуваме на како си и шо си, туку почнуваат одма милион теми. И Messenger има овие на Сорос војничињата, не знам како, или фактички алгоритамо е, значи одма пратат и одма почнуваат да ме блокират и на Messenger. Таман победи Трамп, таман намалија, кажи го,
Таман намалија блокадите, дај држете се у групите. У групите не може да ме блокират до тај степен. Значи, нема шо да паничите. Значи, вие почнете и брат здраво, како си па? Леле, брата, бе, знаеш, може да падне до 50.000. Другари, и да падне до 50.000, и нуклеарка да ударе, и русите да го треснат Киев со две така тактички, и да падне, абе многу брзо ќе се врне. Значи, бул маркете, престанете да паничите, престанете да ги читате тие. Ја упорно ви ги одделувам кои страни да ги читате, че вие најдете некои линкови, еве преска баш на еден тип му дозволив, од толку многу пораки, среќа он па објави на криптореволуција и му го одобрив дека беше посто, иако е анонимен. Еве, BlackRock продавале и лоши вести бил. Абе, другари, тие BlackRock и Wall Street нон-стоп продават и купуват. Никакви лоши вести нема. Ще одучете се да читате тия, кажи го, на Twitter профили, за да има, гледаност, се ќе напишат. Значи, правят си пари од самиот Twitter. Плакеше се, не сеќавам кој беше. $15, требаше да го истражам тоа, $15 или минимум се плакеше на Twitter. И мислам дека имаше нешто од реклами или не сум го проучил, не ме држете за збор. Не знам и кој ми беше прашал, ама не сум го проучил. Оти американците кои ќе напишат нешто со милион ситни букви да го изчиташ, не планирам да го активирам и не планирам у bull market да се занимавам со Twitter. Значи колку повише објави користичи се. Едино што ме интересираше за Twitter беше јакото дека беше сега. Дека, например, ќе имаш два AI вештачка интелигенција и, например, демек слики и видеа ќе ти креира, нови, лично твои, зависно нели која тема зададеш, и едино заради тоа се највише заинтересирав. Не за нешто да снимам, мислам да пишувам тука реферати и да земам некои пари од Twitter, нешто ако достигнам гледаност. Валјда на гледаност плаќат и на споделување или на лайк. Не сум го проучил, ама сакам да кажам дека тие AI ме заинтересира. Иако не ќе да го користам и ChatGPT и такви работи, интересират ме за какви слики и видеа ќе генерират, пошто ми требат за YouTube. То треба едино да го проучам, не само за... Мислам за YouTube. Утепав се прозевајки, човече. Абе, до сега верувате ли ќе земам една камера, ќе ставам дома, ниту еднаш кај не сум се прозевнал. Страшна работа. Тоа е... Не знам. Овие од кафе шемата ми фрлат клетви, друго нема. Едино сакам на Twitter, не се докажав, само што мислам на кафе ми го блокира мозоко, да ги направиме овие работи што излават, ги... Добро, дел ги зимат од самата игра, ама дел и вештачките интелигенција ги генерира. И гледам се поактивни стануваат за игрите да прават такви видеа и слики и вали да зимат некоја пара. Ако знае некој информација да пише, село дека не прочитам, тоа треба да го истражам. Другари, вестите се позитивни. Bullish Bitcoin blockchain near Visa transaction volume and suppress PayPal. Значи, шо да ја кажам. Visa и PayPal се смеја на Bitcoin дека е пирамидална шема, замисли си. На 95.000 остана. Нема страшно. Прокрипто, Трамп става прокрипто. Кој беше Сенат iScript? Justin, US Senate iScripto, Trump considers pro-crypto summer a CFTC chair ahead. Про-крипто става, луѓе. Нема паника. Чекај, братче. Брат, никогаш нем да сте купили Alien, брат. Моментално ми е исклучена програмата баш да тестирам, брат.
Нем да сте купили Alien. Значи не 5000, не 10 000 долари. После 2 години то чудо, мисля ми, не може да се смени ствари, графичка или нещо. Човече. Видовте. Не верувам да е Brave. Пошо обие студиото најчесто нешто забушава со кога користам, кога снимам и кога користам. Ова е страшна работа. Од утре ветувам, чајки си ставам и чајки пием. Брат, 100 пати се прозевнаве, ово невозможно. Математички невозможно. Другари, и тоа пат другари ми е улезело у главата и нон-стоп другари, кога легнам да спием и го сонувам тоа другари. И сега пак ќе го кажев. Black Rock. Трамчо, среќа, ни се погодија, ево го тражив. Fear Index, неутрал. Значи, неутрално е. Че ја пена вода, пошто ова не се трпе. Не се трпе, другари, тоа да се откажеш од кафе. А и многу ладно стана туку у Сиетл, нешто, никош не е било толку ладно. Нешто многу ладно стана и за прв пат ми се затиња нос, значи ке треба да се сменя, се пие чај. Денеска мислам дека замрзнав надвор. Цел ден бев некој 9 сата. Замрзнаа ми коските. Yesterday имаше grid, last week grid, last month grid и neutral сега. Значи нема таква паника. И че го ставя на лайкче. Дека имаше нешто друго сакав да прочитам. Овие британците мислам дека забегаат, брат. Таму кој живее, еден совет ќе ви дам, селете се назад у Македонија, подобро отколку тоа више оду банана систем и распад систем. Ево е интересно, не можев да го дочитам. Другиот линк го изгубив. The US House Financial Service Committee declared they will create a regulatory framework for digital assets that will protect investors and consumers while keeping innovation in America. Интересно е ако го билдат овоа, значи да има заштита. Ово е доста интересно. Ја мислам дека многу повише ќе е, ама минимум ќе е, например, гледаш prediction, Bitcoin предикција е дека 1,5 милиони до 2035 ќе биде, што е реално окей, нели, сепак да не се лажеме, мада ја мислам дека реално треба да е многу повише. Што 2035, другари, замислете си ги вие само машините што треба да се копа биткоин со нив. Значи ние 2035 ќе бидеме Star Trek, Star Wars више улезени, колку и да е смешно. Се сигурно ќе ме направите луд. Али 20% од луѓето, вие више 80% стануваат теоретичари како мене и после пандемијата што се случи, многу луѓе стана и почнаа да читат конспираси теории. Треба да се оставаме на уште едно видео многу подобро од првото. Тоа беше тест фаза само, другари поминава 15 минути. Ово чисто беше само да ви дадам, знаеш, храброст дека нема другари да падне. И денеска имав пораки еви за суи. Интересно, американци се палат на овакви работи. Не се докажав. Значи, нема што да има паника. Бул маркетот е неизбежен. А еве многу луѓе се лутат што нон-стоп не го спомнувам суи. Другари, ја го немам портфолио и не ми од интерес да го читам. Значи, не ми проблем колку и да лита, да го преживее бул маркетот, еве наредната година, ако преживее бул маркетот и да видам како ќе се движи, ја би го купил. Ама тоа дури у бер маркетот, ја што зборам, у бер маркетот би го купил. Значи, американците баш се палат и на овакви работи, флипнало го Домино пица. Домино пица
е катастрофална пица. На почетку пробав неколку пати. Беше така интересно да се пробва. После гледаш, то е крайно неквалитетно чудо. Не знам ни како функционират. Али народо се пале на овакви работи. Мислам народ. Американците, за нив е голема вест ово. Например, кога нещо кој ще го купуват и флипнало нещо као домено пица, и американците ги знаят, они за фастфуд се болни. И типчето тука кине провоцира го Трамп. Значи вика New Former Bank of China VP, Ванг се да не го прочитам. Say Trump's Bitcoin plan contradicts with Trump goal of maintaining the dollar global domination. Значи да, Трамп форсираше на почетоко, нели, долара трябва да се спасе. Долара не може да го спасе никой другари, нито воземјани да се појават и да вземат да почнат да го користат. Знае се, многу народ погрешно го разбира. Значи биткоин не е креиран да го ништи долар или било која друга валута. Биткоин е креиран да го замене златото. Да го замене златото, поради тоа што мислам дека Елон Маск прашање на време е кога ќе објаве некој си тамо астероид со трилиони златни чуда резерви тамо на него што ќе проба да го копа. И тука на земјата сигурно ќе најдат уште нешто што е многу. Финтата е на народот да го зема златото поради тоа што ќе и треба за таа мисија 2035 Star Trek и Star Wars. Тоа е целата финта зашто сака да го зема златото на ептен ефтино. И златото е плюс, сега да му паѓа му по-големи теории, и за други работи може да се користи. Не само за технологија, може и самиот човек да го користи. Не би упаѓало тие детали, али не е финтата биткоин да го смене доларо. Доларо ќе си остане да постое, у дигитална форма ќе го направат, нема да е у кеш и ќе продолжиме да го користиме. Американците, Трамп има гледатели планови, вие замислете си на Гренланд човече какви ресурси има. Панама ако го земат, у 4 години стварно ќе биде златни години на Трамчо, мада не се опуштајте, другари, кинезите нема да го стават Трамп. Сигурно ќе има нови пандемии и чуда. Таа агенда нема да престане у 15 минутни градови да се затворат луѓето. Значи, сигурно ќе има уште една појака. И гледате у Лос Анџелес што и прават другари, таму ги направија пепел. Постоја технологија што може да се изгасе. У Виетнам американците пред колку години беше Виетнам, се не ветикнува точно. Значи имат, кажи го, имат, како се вика, имат технологија за, ја објавив, чекай да имам само дека бев објавил. Попеј се вика, само чекай. Пред 69 години, значи пред 69 години за прв пат е употребена, замислете си, таа Popeye технологија. Сега, тек нами тука да не ја покажам, пошто со сигурност ќе ме го блокнат видеото. Имам ја стајано на Instagram и имам стајано на Story, ќе ја видите. Значи, имат ја за прв пат употребено у Виетнам, тоест да ги поплават бунтовниците. Чекай, што нема повеќе некои видео. Чекай, нема некој друго видео да ми искочи што не треба. Значи, зашо не ми излага тоа што треба да ми излага? Кој малер сум, брат, ниту еднашка не ми излегне видео што треба да ми излегне. Чекај да...
Значи има сега и нови видеа дека демек луѓето намерно ги запалиле овие работи. Има секакви будали, значи секакви будали има што ќе стварно сега еден да снима на TikTok и тука ќе имаше 100 будали минимум. Сега ќе почнат да ги апсат као демек они луѓето се го предизвикувале. Сега ќе се онадат нели со грабежите, па демек заради грабежите се го палиле, али тоа не е точно, да, и тие плюс ќе запалат што некои делови и ќе крадат, ама правично е тие области, луѓе, ја бев у Калифорнија, таму да не речем течи мед и млеко. Значи органска храна, ефтино, ефтина храна, иначе кажи го рентата не е баш ефтина, ама сепак зима големи плати. Тоа зборам за пред многу повеќе години, пред околу 6 години или не се сеќавам кога бев. А пред 11 години исто мои пријатели што се биле, значи зимаше се окей плати, народот е многу фин, ја просто бев шокиран, значи сонце, знаеш луѓето кои земат добри плати, добра храна, интересен живот, добри плажи и народот не му е мислам одат на духовно да се просветлуват и јоги и чуда и вежбат и едноставно беа стварно многу по-добри, по-фини од другите нели држави дека сум шетал. Шо ми е мобето, значи длабоката држава планира комплетно да ги уништи и да ги набуту такви гледате у Хаваи, лом направија у Калифорнија, више ги прават лом. Мислам дека и со харп машина ќе ударат и најголемиот земјотрес 9 за прв пат што се појави ќе биде таму. Ќе ги сринате, финтата е да ги уништат тие срекни луѓе. И таму стварно ја бев шокиран кога се шетав по улиците на кој левел се. Сами си брат да ти кажуваат сите здраво, толку фини, пријатни, топли луѓе, разбираш, гледа се дека не е фейк насмевката, разбираш. Стварно многу добри луѓе имаше, а има и многу опасни населби и места. Ние бевме забегале таму, не се сеќавам која област, страшна работа. Значи има области дека и полиција уопште ни улава. Али сакам да ви кажам дека финтата е, пошто гледам сега пораки ми пишава да спомнам, финтата е дека ово е вештачки се и поклопаво се со мојата агенда, ја што сакам, што ви викам, ние со нивен камен ќе ги удареме, тоест таа стара атлас игра, замислете си у тие градови кои ќе ни позатворат, значи другите ќе седат дека се нервират, ние ќе си плескаме онлайн игрички, ние геймерите сме безсмртни, аз 2 на 2 метра да не се затворат, да речеме, не дай Боже да има уште на 3 години пандемија уште пострашна, мене може да ме затворат у 2 на 2 метра и ја у тај гейминг свет, мене тие 3 години се 3 сати. Ќе поминат и валјда нема да имам толку повеќе нервоза како обичните луѓе што ќе седат и ќе гледат само видео и ќе се плашат, ја не се плашам. Не се плашам од ништо. Значи, финтата ми е македонецот да го спремам со нивен камен по глава, што се вика, у тај метаверс ние да играеме и да имаме профит. Не само да седеме дома затворени, туку да имаме профит од тие игри и да се уживаме у токените, па кога ќе отворат, да имаме да инвестираме, да си спремаме уште поеки замуци и подруми. Другари, да не ја филозофирам, губам ја концентрацијата и лупам. Овој е кратки видеа, кратко, помина и 15 минути. Сакам да ви кажам само, другари, трупајте. Трупајте, не се плашете, трупајте и тај бул маркет дај да продаваме, да направиме некоја пара и да се дружиме у Македонија и да измислиме некои појаки работи. Таму нешто гейминг, да направиме некоја крипто заедница интересна. Од различни градови планирам да одеме се дружиме, нешто да биде интересно. Дадете подршка, многу луѓе не ме разбират. Еј брата бе, ти лајкови сакаш, ја не икем никакви лајкови, значи вие кога ќе ставате на мојот канал лајк, фактички и коментари, значи алгоритмот на YouTube автоматски го покажува на повеќе македонци и тие македонци ќе дојдат до информации. Да, јас ја правам, сакам да се извинам до сите, гледаш, уклучам го микрофон и зборам оно што ми се врти у глава, не сум нешто да седам, да се спремам, и првично тај YouTube канал кога седев и кога се спремав, едноставно
кажи го, сите видеа ми ги уништија и ти просек за едно видео 30 минути да се спремаш сериозно, ти треба 2-3 сата, брат, да седеш, да се концентрираш. И накрая YouTube ми го бриша и кажав, овака рандом се уклучува, ми лупа. Плюс има многу браки што возат камиони низ Америка и низ свето и не икем да слушат српска музика цеца, по-добре моето видео да го слуша 30 минути, значи поки биде просветлено отколку кажи го да слуша цеца. Така да. Чао другари, фала на сите за поддршката, канала полека расне. Полека луѓето гледат. За Стар Атлас не се многу заинтересирани да ги гледат видеота, ама ќе почнете да гледате, брат, не се секирајте. Ќе почнете и гледате, тука другите и гледам и старите видеа ги гледат, там да внимавате другари, не се сеќавам кои коини, кои токени се изминале више. Чао другари и фала за поддршката. И трупајте.